Се селиме во еден новинарски камп за обука на врвни журналисти. Почитувани колеги, денеска ќе ја земеме најважната лекција во македонското новинарство. Знаете ли зашто се работи? Веројатно за климање со глава. Има елементи, но не е само тоа, колега. Како да излечеш шо повеќе од соговорникот без да ти се налутат од информативниот овој епицентар? Добро кажано, но не е само тоа. Добро, знаете што? Секогаш кога имаме тренинг обуки, многу е добро да се ослободиме со еден добар виц. Значи насмевка пред се и над се. Се јава тип во Македонија пат и вика: "Ало, Македонија пат?" А од таму викаат: "Чат пат." Чат пат, да. Чат пат, Македонија пат. Добро, сега се вратиме нашата тема од која се насмеавме. Најважна лекција во македонското новинарство е лекција како да му се вовлечеш. Тоест, како да направиш шупачко интервју со соговорникот што е пред тебе. Значи, вовлекувачко или шупачко интервју. Има 5 моменти на кои што мора да посветиме внимание. Прв момент, насмевка. Например, ти доаѓа премиерот на гости, така? Немаш да бидеш тумрук, бре. И му се смееш. Како Мона Лиза. Загадочна, мистериозна, нежна, блажена насмевка. Трепкате се очињата. Добро вечер, господине премиер. Добро вечер, господине премиер. Одлично. Втор момент, во шупачко интервју, знаете ли кој е? Да ја разработиме главата. А зошто? Затоа што за време на шупачко интервју ти му се пикаш, ај сега да не кажам каде, му се пикаш на соговорникот. Така, му се пикаш, му се вовлекуваш. И така да му се вовлекуваш таму од позади. Така. И за таа цел имаме вежба. Најлон. Најлон и најлонот. Сега да видиме како ти ќе се вовлечеш. Ете! И климај сега со глава, климај. Затоа што веќе си се вовлекол и климаш цело време. Климаш. Ајде да те видиме те. Ајде. Чо? Јао, климај се, климај. Добри вовлекувачи се. Од вас ќе видат големи новинаришта. Така е. И после тоа цело време си климаме со глава, така е. Одлично. Трет момент. Технологија на поставување прашање. И тоа е примерот на гости. Не, тука да прашуваш ти глупости, бе. У секој прашање, минимум по 20 пати. Ќе го потребуваш зборот реформи. Ај сега пример, повторувајте по мене. За време на вашиот мандат, господине премиере, блажен наспевка, ајде. За време на вашиот мандат, господине премиере, направивте многу реформи. Направивте многу реформи. Народот ги осеќа реформите. Народот ги осеќа реформите. И е среќен заради тоа. Бидејќи животот без реформи губи смисла. Последната ваша реформа во високото образование. Многумина нереформирани умови не ја сватија. Што е уште еден показател дека на нереформираните мора да им следуваат реформи, за да се изреформираат до крај. И така среќно да живеат до крајот на својот реформиран живот. Господине премиере, дали би кажале нешто повеќе околу ова? Господине премиере, дали би кажале нешто повеќе околу ова? Или може да се дадеме на крај околу реформи? Така, колку убаво, колеги, значи, јас сум пресреќен што видам вас. Лекција 4 во шупачко интервју. Постојано согласување со премиерот. За таа цел, од време на време, се користат следниве фрази. Дефинитивно сте во право. Така е, господине премиер. Несомнено е точна оваа констатација, господине премиер. Но, колеги, нагласувам, гласот, кога го говорите ова, мора да ви биде многу нежен, да биде сензибилен и да ви звучи како после секс со вашата швалерка. Дефинитивно сте во право. Така е.
Така е. Несомнено е точна оваа констатација. Несомнено е точна оваа констатација. Браво, шупци мои! И последното правило за шупачко интервју. Секое незгодно прашање што ќе му го поставите на премиерот не сме да биде плод на некое ваше новинарско истражување. Не, нема потреба од истражување. Туку ќе го поставите така што ќе ја вплеткате опозицијата. Например, господине премиер, опозицијата вели дека сте малку нездрав. Јас тоа не го мислам, но ја користам оваа прилика да ве прашам за тие клевети. Господине премиер, опозицијата тврди дека сте забеган. Јас не се согласувам со таа констатација, но ја користам оваа прилика да ви го поставам прашањето да одговорите на оваа клевета. Господине премиер, опозицијата тврди дека сте малку забеган. Иако јас не се согласувам со оваа констатација на опозицијата, еве користам оваа прилика да ви го поставам ова прашање, да видам што ќе одговорите вие во однос на оваа клевета. Одлично, кажано, мои шупчиња. Одлично кажано. И на крајот од интервјуто му се заблагодарувате на премиерот. Фала многу, господине премиер, и кон гледачите. Почитувани гледачи, за мене велат дека сум бил полтрон новинар, но и самите видовте колку бев провокативен во однос на премиерот, пријатно уште еднаш. И додека тој си оди, вие игрувате на подот! И додека тој оди, му ви бришете чевлите, од која ќе се исклучат нормално рефлекторите, го бактувате уште еднаш во образ, го гушкате, и тоа е тоа! Благодарам, господине премиер, седнете на вашата места. Така, добро. Ето, тоа е тоа. Секој добар домакин ова го прави со својот гостин. Не е тоа полтронитет, ки ви самолам, шупци мои драги. Тоа беше се околу шупачкото интервју, многу важна лекција во нашата Македонија. Дали има нејасни прашања? Па, професоре, дали прашањата што ќе ги поставуваме, што ќе ги добиеме од овој информативниот епицентар, дали треба да ги научиме на памет или да ги читаме? Строго нема читање, бе, публиката мора да осети дека вие ја владеете таа материја. Така. Само од Савајле, пред да почне интервјуто. 2 јајца, живи, транк. А зошто? Компензација за изгубените јајца. Колеги, од мене за денеска толку, само да ве прашам. Како сте, бе, колеги? Вика Јура, професор. Тоа вика Јура порано беше. Сега ќе ме прашаат како сте, ќе одговорите викај ВМРО. Како сте, колеги? Викај ВМРО, професоре. Така е, колеги, шупчи. Браво. Ајде, викај ВМРО, професоре. Гитла дома на вежба.